Дозволете ми прво да на некој начин го честитам Денот на човековите права на сите нас и покрај тоа што јас мислам дека повеќето од вас присутни, а вклучувајќи на и нас, ќе се сложиме дека човековите права во Македонија не да животарат, него мислам дека се веќе доведени на едно ниво да е прашање на нивна почетна екзистенција или никулци на човекови права. Имав можност овие неколку дена да бидам присутна на некои средби каде што се зборува за непостоење на човекови права во одредени земји, не станува збор за Европа, и во тие размисли или во тие примери што ги презентираа луѓето, морам да признам дека многу често се наоѓа во една состојба да правам компарација со состојбата во нашата држава и за жал да утврдувам дека состојбите се одат полошо и полошо. Па така и со овој институт заштитен или загрозен сведок, мислам дека во секој контекст, имајќи во предвид тоа што досега беше кажано, многу повеќе можеме да зборуваме за загрозен сведок отколку за заштитен сведок, почнувајќи од потребата и на крај завршувајќи од промената на карактерот на тој заштитен, загрозен сведок понатаму или во обичен сведок или во обвинета личност. Точно е дека закон постои и ако се земе Европската конвенција за човекови права, барем во оној процедурален дел, можеме да кажеме дека постапката е регулирана со закон и дека на некој начин државата ја исполнува својата обврска да не барем прима фација предизвика една состојба на произволност или арбитрерност во своето одлучување. Меѓутоа, и покрај тоа што предпоставувам дека професорот Калајџиев ќе зборува за националниот закон и за одредбите од тој закон, сепак мислам дека во дадената ситуација е многу голем проблемот и секогаш како таков и бил третиран пред Европскиот суд за човекови права од аспект на она што се случува фактички во пракса. Европскиот суд знае да каже дека теоретското представување или теоретското прикажување на постоење на одредени институти без тоа да произведе еден ефикасен систем во областа која што е зафатена, не може да се третира како ефикасен правен лек или воопшто механизам, туку дека треба да се ценат исклучиво она што е производ од тој институт. Сега, ако ќе дојдеме на она што значи производ во смисла на она што е суштината на Европската конвенција за човекови права, која што во многу предмети ја користи Конвенцијата за заштита на правата на сведоците, на живот, слобода, безбедност и приватност, се соочуваме со одредените, да кажам, механизми или критериуми кои што ја го одредуваат карактерот на тој сведок. Неспорно е дека такви сведоци постојат, меѓутоа она што е особено важно, а мислам дека е многу присутно кај нас, е дека постапувањето пред полицијата и постапувањето во самото обвинителство, па дури и во истрагата на некој начин, го доведува во прашање стандардот на членот 6 ставот 3.г, кој што вели дека обвинетиот има право да предлага и да сослушува сведоци. Во овој дел кај сослушувањето на сведоци, мислам дека има доста предмети кои што ја регулираат таа материја. Времето ми е кратко, нема да навлегувам во елаборирање на тие предмети, меѓутоа она што треба да се каже е дека не може само исказот на тој сведок да биде основ за едно обвинение и понатаму за една пресуда.
Значи, покрај тој потребно е да постојат и некои други докази, меѓутоа не да бидат тие докази формално презентирани, туку тие докази да бидат суштински подкрепувачи на она што значи обвинение. Во предметот Костовски тоа е така највеќе елаборирано и понатаму во одредени други предмети, иначе Костовски не е македонски предмет, него е холандски предмет. Во овие другите предмети е елаборирана ситуацијата дали тој сведок на некој начин може да придонесе до расчистување на фактичката состојба, а при тоа да не биде загрозен неговиот живот, да не биде загрозена неговата приватност во смисла на сигурност, безбедност како негова, така и на фамилијата. Она што Европскиот суд за човекови права постојано го елаборира во делот на заштитените сведоци е разграничување на она што е заштитен сведок, зошто било потребно таа институција или тој механизам или тој инструмент во дадената ситуација да се примени и разликата од она што е агент провокатор или на некој начин соучесник кој што дополнително понатаму влегува во улога на заштитен сведок. Мислам дека следејќи ги законските решенија, па ако сакате и одреден дел од праксата македонска, без да навлегувам во поедини предмети, зашто дел од нив не се правосилно завршени, па не би сакала да ги коментирам, предпоставувам дека највисокиот суд ќе има доблес ова прашање да го расчисти многу потемелно и да укаже на пониските судови што значи заштитен сведок, загрозен сведок, агент провокатор и така натаму. Мислам дека, се вратам на мислата, мислам дека во Македонија има тука многу големи проблеми. Јас само ќе напомнам неколку прашања за кои што сметам дека би требало да се дебатира. Прво, потребата од една таква личност да биде категоризиран во заштитен загрозен сведок, а понатаму да истата таа личност од некои причини го менува карактерот на заштитен сведок и преминува или во обичен сведок или во обвинета личност. Тука мора да се направи една голема дистинкција и мора да има одредени, да кажам, укажувања, кои што според мене, јако законот се обидел не до крај, што дава можност на несоодветна примена да ги расчистува овие прашања. Понатаму, прашањето на заштита на овој сведок, било од која аспект, во една мала држава, како што е Македонија, имајќи во предвид дури и територијалноста уште помала во делот каде што може да се живее нормално, дали може овој институт да функционира? Да не зборувам за она што значи постапување и професионалност во полиција, професионалност во обвинителство и професионалност во судство. Саша спомна неколку предмети и спомна разрешување дури на еден судија, и тоа ние имаме ситуација каде што повторно се зборува за заштитен сведок во одреден предмет, а цела Македонија знае фактички за која личност станува збор. И сега, која е потребата од воведување на еден ваков механизам, еден ваков инструмент, кога во клучни предмети Македонија се покажа дека не е во состојба на вистина да пружи заштита на еден таков загрозен сведок. Она што професорот ги спомна јастуците од Песталоци, а јас да спомнам дека Врховниот суд кога се градеше, такви јастуци многу се правеа и тогашниот министер за правда Михајло Маневски, кој што во тоа време беше во еднопартиски систем,
дополнително после во повеќе партискиот систем, повторно министер, со голема почит кон судството, укажуваше дека се потребни такви јастици. Ако ги пренесеме тие јастици во една друга конотација на зборување, мислам дека правниот систем или судскиот систем во кој што влегува и адвокатурата, и обвинителството, и полицијата, ако сакате, и обвинителството, и самото судство, не се јак фундамент за да докажат дека овие заштитени сведоци или загрозени сведоци ќе можат да ја извршат онаа функција за која што во европските демократски земји таа е воведена. Јас само би напомнала и искуствата од некои други земји како тоа го третираат, и во овој момент најодговорно тврдам дека таквите искуства на територија, на подрачјето на Македонија нема да можат да се спроведат. Бројноста на полициските службеници, бројноста на зависниците на политичката власт или на политичката гарнитура која што во моментот е на власт, она што се случува во судовите, она што се случува во делот на избори, разрешувања, како на судии, така и во делот на составот на судскиот совет, мислам дека се повеќе и повеќе укажува на тоа дека оваа институција многу тешко ќе заживее во Македонија. Јас тука би застанала, само би кажала уште дека оваа материја, согласно конвенцијата, може да биде покриена и со членот 2 правото на живот, и со членот 3 забраната на тортура, нечовечко, понижувачко, деградирачко однесување, и со членот 5 кој што зборува за слобода на движење и безбедност, и со членот 6 кој што највеќе процедурално би го третирал ова прашање, и ако сакате малце понатаму со членот 8 правото на приватност, фамилиарен живот, а и во еден поширок контекст во врска со интервенцијата во правата на слободата на здружување, па и ако сакате во правата на слободата на изразување на мисла, сето ова е нешто кое што укажува дека е ова многу сериозно прашање и дека таква сериозност е потребна да биде присутна на сите нивоа каде што имаат намера да ја применат оваа институција.